Ја мислам дека работата е многу едноставна и не изискува преголеми филозофии. Во Македонија има поставен шаблон на гласање и поставен шаблон у мајнсетот кај луѓето. Значи, он гласа за една партија, па таа партија кога ќе дојде у првиот мандат му ветува дека ќе го вработи, па не го вработува. Па доаѓа за втор мандат. Па у вториот мандат им викаат чекај сега не стигнавме, у овој мандат ќе те вработиме. Па иде тој мандат го гласаат пак на основа на надеж. Па нема да го вработат и у вториот мандат и после вика пошто не ве вработивте вие овие два мандати, сега овие викаат дека ќе ме вработат. И после идат гласаат колективно та. Толку брат. Основата на политичката мисла у Македонија е кој ќе ме вработи партиски. Толку. Нема потреба од никакви други објаснувања. И мнозинството во суштина не е такво. Мнозинството во суштина е нормално, сака нормална држава, сака нормален живот, нормални услови за развој. Меѓутоа, тој дел од општеството кој што не чека вработување или верува во приказката дека ништо не зависи од нив, или е под постојана пресија на овие кои што трчаат заради вработување па ги убедуваат абе гласај за овие добри. Без при тоа да свати дека овој што го убедува него да го гласа, дека тој убедувачот уствари го убедува заради него. И после ќе го изгласаш, тој ќе стане нешто па ќе ти се прави шеф. И третата група е, да речеме, таа што е прогресивна група, која што у моментов нема каде да ја изрази својата политичка волја.